го повикувам оперскиот солист Ристе Велков да ја испее химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добра вечер, Карпош! Добра вечер, победнички Карпош! Драги пријатели, на самиот почеток го повикувам човекот кој даде нова димензија во раководењето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош. Човекот кој го трасираше патот на Општинскиот комитет Карпош кон нови видици. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Добра вечер, победнички Карпош. Добро вечер, Тафталиџе. Почитувани сограѓани, браќа и сестри. Почитуван подпредседател на владата на Република Македонија, господин Зоран Ставрески. Почитуван градоначалник на град Скопје, господин Коце Трајановски. Почитуван носител на советничката листа на градот Скопје, господин Владо Поповски. Почитуван кандидат за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Почитуван носител на советничката листа на Карпош, господин Сашо Лазаровски. Почитуван председател на Советот на град Скопје, господја Ирена Мишева. Почитувани функционери, почитувани советници и идни советници на листата на град Скопје и општина Карпош од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани жители на Тафталиџе, дозволете ми да ви посакам искрено добре дојде на оваа наша средба. Вечерва гледам дека овде бијат многу победнички срца. Вечерва гледам дека граѓаните на Карпош се обединети на победничката страна. Вечерва гледам дека заедно со вас ќе исчекориме кон нови дела. Ова ви го кажувам затоа што сакам сите заедно да се избориме општината Карпош да стане општина која ќе се грижи за сите граѓани. Сите заедно да се избориме општината Карпош да стане општина која ќе им дозволи на различните категории на граѓани да го пронајдат своето место во општественото живење. Сите заедно да се избориме да ја извлечеме општината од сивилото во кое ја доведоа досегашните градоначалници. Вечерва би сакал пред се да зборувам за нашите политички противници. Иако вие, граѓаните, веќе одамна ги прочитавте нивните празни зборови, запрашајте се што направи досегашното раководство на општината Карпош. Можеше ли повеќе? Можеше ли подобро? Можеше ли поинаку?
Дали во Карпош има барем една капитална инвестиција? На овие прашања сигурно немаат одговор ни Стефчо, ни Андреј. Но би ве запрашал вас, дали ги гледате некаде нивните дела? Насекаде околу нас само празни зборови и бекатон плочки. Општина Карпош, некогаш најурбаната општина во Скопје, последните години е западната во тешка меланхолија. Запознат сум со проблемите на вашата урбана заедница Тафталидж 1. Откако ќе освоиме победата на изборите на 24 март, ќе се обидеме што побрзо да ги решиме. Ќе обновиме фекалната канализација на улица Дамаска. Ќе ги реконструираме фасадите на зградите на булевар Партизански одреди. Ќе се обнови детското игралиште на улица Варшавска до градинката. Ќе го реконструираме домчето во Тафталиџе. Досега, тековното одржување на општината од страна на сегашниот градоначалник со асфалтирање на улички и редење на бекатон плочки се представуваше како голем проект кој наводно го менувал ликот на општината. За развој на Карпош треба сериозна промена. Промена која не можат да ја донесат ниту Стефчо, ниту пак Андреј. Да започнеме од Стефчо Јакимовски. Овој човек деновиве е актуелен по својот отчет. Затоа ние ќе ве подсетиме на неколку работи, за кои заборавил да даде одговор во својот отчет пред вас граѓаните. Да ве подсетиме на милионскиот долг во буџетот на општината Карпош, кој Стефчо Јакимовски го остава зад себе. Треба да се биде навистина голем виртуоз за да се потроши и касата на идните генерации. Нели? Треба ли да ви ги набројам капиталните инвестиции на Стефчо? Капитална инвестиција скапи караоке забави. Капитална инвестиција огромни суми на пари за еднодневни обуки. Капитална инвестиција распродавање на имотот на општината создаван со парите на сите граѓани на Карпош. Капитална инвестиција расфрлање на 1.200.000 евра општински пари по невладини организации, блиски до него и до СДСМ. Кога зборуваме за Стефчо Јакимовски, никако не смееме да го заборавиме неговиот најголем капитален објект во Карпош, изграден изминатите години, нефункционалниот пешачки премин Влајко. Би требало да ве запознаеме и со неговите заложби во поглед на негувањето на транспарентноста, отчетноста и демократизацијата во општина Карпош. Општинскиот весник Карпош Урбан стана гласило за политичка промоција на СДСМ, а сега и на Српската напредна странка. Се зголеми транспарентноста на седниците на Советот на општината со бркање на новинарите од седниците. Се намали невработеноста кај неговите пријатели, кумашини, роднини, братучеди, функционери и родени деца на функционерите од СДСМ. Напротив, им го ускрати правото на дискусија на советниците на ВМРО ДПМН, на седниците на Советот на општина Карпош, бидејќи тие за него се неподобни и непожелни. Ова е само мал дел од достигнувањата на Стефчо Јакимовски. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карпош го повикува и овие работи да ги додаде во својот отчет. За господинот Андреј Петров нема да зборувам многу. Доволно е да ви кажам дека кога тој беше градоначалник, парковите во Карпош беа обрастени со трева и полни со нечистотија. Ние како граѓани се обидовме да го подсетиме дека треба да ги среди, но и покрај неколкуте писмени обраќања, тој ја среди тревата дури кога дојдоа следните избори. Во 2005 година му испративме слика со 12 кучиња кои шетаат на детско игралиште. Знаете ли што направи? Одговори дека не биле во негова надлежност. Додека беше градоначалник Андреј Петров, немаше слух за проблемите на граѓаните. Тој помислува на граѓаните на Карпош редовно на секои 4 години. Од друга страна, погледнете го нашиот тим. Овој тим се бори за подобар Карпош и споредете ги активностите на овој тим со нашите политички противници. Стефчо Јакимовски во минатото ја напушти градоначалничката позиција за да стане министер. Андреј Петров си отиде од градоначалничкото место за да седне во комотната
пратеничка фотелја. Заборавија на обврските кон граѓаните на Карпош. Заборавија на граѓаните на Карпош. Го заборавија Карпош. Карпош им беше само попатна станица, одскочна штица за нивните политички кариери. И двајцата никогаш не го сакале Карпош. За разлика од нив, носителот на нашата советничка листа, господинот Сашо Лазаровски, ни доаѓа од позицијата заменик министер за локална самоуправа со цел да ја помогне на општината. Тој знае како вистински се сака Карпош и подготвен е секој атом од својата енергија да го вложи за подобар Карпош. Почитувани сограѓани, дозволете ми да ви го представам и нашиот кандидат за градоначалник, господја Јагнула Куновска. Таа е успешен адвокат и докажан судија, поранешен пратеник и уметник. Јагнула е жена која е реализирана во секој поглед. Таа е мудра и храбра, динамична и упорна. Таа е жена која во повеќе наврати го докажала својот патриотски дух, покажала како се сака Македонија. Таа е жена која кога ќе ви стисне рака, можете да почувствувате дека она што го ветува, тоа и ќе го исполни. Ова е нашиот тим наспроти нивниот. Во тоа се состои разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и сите останати партии. Во делата. Зад нас стојат дела. Да им дозволиме на Јагнула Куновска и Сашо Лазаровски да ни покажат како се сака Карпош. Почитувани граѓани, веќе неколку изборни циклуси, она што ВМРО, ДПМН го ветува, тоа и го исполнува. За нас зборуваат делата. Затоа од вас граѓаните ја бараме поддршката за Јагнула Куновска за градоначалнички мандат на Карпош. За да покажеме и докажеме дека може и поинаку. Ја бараме од вас и поддршката за советничката листа на Сдружената коалиција на ВМРО, ДПМН за подобра Македонија во Карпош, начело со Сашо Лазаровски. Да не дозволиме на Јагнула Куновска да ја бидат врзани рацете во Советот, затоа што Карпош заслужува повеќе, многу повеќе. Ние ќе покажеме со дела. Дополнително ве повикувам да гласате и за најдобриот градоначалник на Скопје досега, господинот Коце Трајановски. Гласајте и за советничката листа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за град Скопје. За нови проекти и нови дела во нашиот главен град. За нови проекти и нови дела во нашата општина. Затоа што Карпош се сака со дела. Да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да живее ВМРО, ДПМН, да сте ни живи и здрави. Ви благодарам. Драги пријатели, за дела е потребен тим на способни, честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим. Тим за победи и успеси. Луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори. Ги повикувам кандидатите за советници на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Јован Симоновски, Антоанета Штефанчич, Мато Гласновиќ, Наташа Антовска, Дејан Китанов, Јасмина Цветановска, Драги Тодосовски, Никола Србов, Светлана Пандиловска, Маријанче Митовски, Звонко Димитровски, Роберто Тошевски, Зоран Крстевски, Андријана Павловска, Тања Ристевска, Панче Стојановски, Давор Грче, Благоја Неделковски, Игорче Кузмановски, Даниела Штерјова, Светанка Бајрактарова Мишевска,
Емил Угриновски. Воедно на сцената ги повикувам и кандидатите за советници од советничката листа на град Скопје на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија од општина Карпош. Бранко Лазаровски, Игор Лазаровски, Елена Зарковска, Борис Аговски, Анка Спасовска, Василка Китановиќ, Борче Ѓоргиевски, Ирена Мишева. Еден огромен аплауз за личностите кои се одликуваат со честност, скромност и искреност. Тимовите кои ќе не однесат до победа. А сега на сцената го повикувам господин Владо Поповски, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за град Скопје. Почитувани граѓани на Тафталиџи 1 на општина Карпош. За политичките противници, за нивните политики без покритие, беше кажано поприлично. Јас сакам нешто да кажам за светлата страна на работите поврзана со ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за резултатите на таа коалиција во изминатите 4 години. Таа коалиција практично го измени ликот на градот Скопје. Во градот Скопје, јадрото на градот Скопје, центарот, не може да се препознае, а по карактеристиките личи на европска метропола. Изградените булевари, например, булеварот Теодоси Гологанов, паркот наспроти Веро 2, зборува фактички за способноста на оваа коалиција да гради дела, да ги решава проблемите на граѓаните, да го унапредува животот. И не се тоа само градби, не се тоа само булевари, тука се и големите проекти кои што се направени заедно со владата на Република Македонија и со соработката на градот Скопје и општините. Таа соработка практично покажа дека меѓу општините, градот Скопје и владата не постојат кинески ѕидови и дека сите три субјекти се надлежни и задолжени да го напредуваат животот, да ги дополнуваат делата со капитална вредност кои што треба да служат за повеќе генерации. Во сета таа политика и пракса на оваа коалиција на ниво на локална самоуправа битни се двете институции и кандидатите за градоначалници кои што покажаа како се сака Скопје, особено градоначалникот на град Скопје, господинот Коце Трајановски, кој што го промени стандардот за градоначалници или за челници на градот Скопје, кој што за 4 години создаде повеќе дела отколку сите градоначалници од 1991 година до 2009 година, што е евидентно и што граѓаните во непосредни комуникации или разговори преку своја перцепцијата на се она што е трансформирано како ренесанса на Скопје апсолутно го признаваат. Имено градоначалниците можат да ги остварат своите програми со една целосна подкрепа од страна на советите на општината, во случајот на општината Карпош и советот на градот Скопје, бидејќи програмите кои што се политички по својата природа треба да се претворат во одлуки со правно значење. На таа основа е неопходно да се постигне мнозинство на членови на совет на градот Скопје и на општината Карпош, за да можат градоначалниците да бидат ефикасни, да нема губење на време, да нема политиканства
да немат врзани раце, што значи за да се продолжи да се развива таа светла страна од работата на оваа коалиција, а тоа е светла страна и од животот на граѓаните и да го опфати целото подрачје на градот Скопје, неопходно на 24 да се излези масовно, да се гласа и за градоначалници и за членови на совет на оваа иста коалиција. Се надевам дека го носите истото уверување за тоа што е сторено во градот Скопје. Можете на база на тоа да компарирате, сите имаме подолго искуство отколку 4 години со локалната самоуправа во градот Скопје и да го дадите гласот за оваа коалиција. Во таа смисла да живее Тафталиџе, општина Карпош, градот Скопје, Македонија, сите тие се сака со дела, со градење, не со рушење и не со политики без покритие. Да сте живи и здрави, ви благодарам. На сцената го повикувам господинот Сашо Лазаровски, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Добро вечер, Тафталиџе, добро вечер, ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани сограѓани, се собравме денес еве пак тука, како што знаеме, кампањата веќе е при крај, да кажеме по неколку збора за сето она што се случуваше овие 2 недели. Во општина Карпош имаме 3 кандидати посериозни кои што се очекува да водат поголемата борба, од кои двата се нашите против кандидати, за кои што има едно нешто заедничко, а тоа е дека двајцата беа градоначалници на оваа општина и за двајцата сите вие можете да размислите, да разгледате и да се сетите што оставија и што направија за оваа наша општина. Другиот кандидат е нашиот кандидат, господја Јагнула Куновска, која што е доста искусна во својата кариера, во приватниот живот, а исто така и како политичар, која што од 90-та година е активно вклучена во политичкиот живот. Таа немала шанса до сега да го води Карпош, но еве сега заедно со нас и со овој тим позади мене, што ќе го преземеме советот во општината Карпош, ќе имаме шанса и ќе ви покажеме, почитувани сограѓани, како ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија може да ја води општината и што може да остави позади себе по завршување на еден мандат. Почитувани сограѓани, деновиве има многу политичари, многу активисти ќе пројдат по вашите домови, пред вашите продавници, мала, во градинките кај што ги шетате вашите деца и ќе можете да позборувате, да слушнете многу работи и многу ветувања од сите нив. Сакам да истакнам дека ценете ги луѓето по тоа што го направиле. Ценете ги партиите по тоа што ги имаат оставено позади себе. Ценете ги сите политичари не по тоа што зборуваат, туку по тоа што го имаат направено, оставено и тоа што ќе остане за идните генерации како наследство. Сакам да споменам, ќе видите многу билборди. На едниот билборд може ќе прочитате храбро, па јас се замислив, вака гледам, си викам сега што толку храбро. Најверојатно смета дека е храбро да ја остави досегашната партија, почитуваниот градоначалник, и да оди со нова партија. Но колку пати поред, почитувани сограѓани? Значи јас разбирам да се мени една партија, ама тој до сега 5 партии смени и на крај отиде со Српската напредна странка. Или пак храбро, за него храбро е тоа што ништо не направи. 8 години имаше мандат, како што знаеме сите, 2 мандати тераше во општина Карпош. А вака кога ќе размислиме, ништо капитално, ништо големо и ништо не остави да остане во сеќавање на сите граѓани на општината Карпош. Значи тоа ли го смета за храбро, па таква ја ословил неговата кампања. Понатаму може да го видим и нашиот друг против кандидат, господинот Андреј Петров. На неговите плакати пишува време. Пак се запрежав за што е време. Од 96-та година до сега, постојано 4 пати поред го имаа мандатот од граѓаните на општина Карпош, 4 пати поред имаа нивни градоначалник и нивни совети мнозинства. И што направија, што оставија за нас? Скоро ништо.
единствен капитален објект кој што го оставија СДСМ и нивните кандидати е мостот Влајко, кој што е неупотреблив, по кој што никој не поминува и ден денес стои како еден куп, еден тон железо испречил на патот и за ништо не е употреблив. Сакам да ви спомнам, почитувани сограѓани, дека сите овие работи нема зашто друго големо да зборуваме, освен бекатон плочки, неколку улици асфалтирани, нешто ситно во инфраструктура за кое што ние, нашите градоначалници во градските општини во градот Скопје и градоначалникот Коце Трајановски можеби 10 пати или 20 пати повеќе имаат направено и оставено отколку овие нашиве претходници. Зборуваме за капитални објекти. Што значи капитални објекти? Капиталните објекти значат спортски сали, значат училишта, значат можеби да речеме големи булевари како Теодоси Гологанов, улицата Илинден, проширување на улица Козле, улицата Манапо. Сакам да зборувам за карпата за качување која што ја направи пред владата на Република Македонија. Сите оние тениски игралишта и игралиштата кои што ги направивме овде кај Иво Тафталиџе во училиштето Јан Амос Коменски. Тоа се капитални објекти, почитувани сограѓани. А што оставија тие двајцата? Скоро ништо. Значи скоро ништо, нешто незначително за кое што сметам дека сите вие треба да размислите и треба да процените за кого ќе го дадете вашиот глас. Ние како ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, почитувани сограѓани, излеговме пред вас граѓаните со една програма која што има 117 проекти за кои што вие можете да ги видите во секој момент, бидејќи се достапни до сите вас. Позади нас стојат дела. Значи ние секаде каде што сме излегле во на избори до сега со наши програми и на претходните и на пред тоа на сите избори, сите програми во целост или во поголем дел беа реализирани. Затоа тоа е една гаранција за сите вас, за тоа што ние го зборуваме и тоа што ви го нудиме како за општина Карпош. Почитувани сограѓани, затоа сакам да ве повикам на 24 март, пред да отидете на гласање, убаво да размислите за кој ќе го дадете вашиот глас, убаво да направите проценка што и како работеа досегашните градоначалници, што нудиме ние со нашата програма и да донесете добра и правилна одлука. На 24 март ве повикувам сите да излеземе заедно и да го дадеме гласот за Јагнула Куновска со бројот 19 за градоначалник на општина Карпош, да го дадете гласот за листата со број 4 на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, исто така за општина Карпош, без чија поддршка господја Јагнула Куновска ќе не може да ја спроведе оваа програма за која што зборував досега. Исто така, почитувани сограѓани, ве повикувам да го дадете и гласот за градоначалникот досегашен и иден градоначалникот Коце Трајановски, листата со број 19 и неговата советничка листа, за да можеме сите овие проекти заеднички, општината Карпош, градот Скопје и владата на Република Македонија да ги реализираме. На крај, сакам да ве повикам на 24 март сите заедно да се собереме и да ја прославиме големата победа во Карпош. Ви благодарам, почитувани, сте ми живи и здрави. Почитувани присутни, време е на сцената да се појави и човекот кој го направи Скопје модерен, убав, посакуван и европски град. Човекот кој вложи многу љубов, истрајност и напорна работа за да го смени комплетниот лик на главниот град и конечно да го исфрли од цивилото во кое се наоѓаше. Почитувани, го повикувам сегашниот и иден градоначалник на град Скопје, господин Коце Трајановски. Добра вечер за Тафталиџе 1, добра вечер за Карпош, добра вечер за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани присутни, најнапред би сакал да го поздравам потпредседателот на владата на Република Македонија и министер за финансии, господинот Зоран Ставревски, кој што е вечерва тука со нас и кој што континуирано ни дава поддршка во оваа наша кампања. Да ја поздравам господјата Јагнула Куновска, кандидат за градоначалник на општина Карпош. Господинот Сашо Лазаревски,
носител на советничката листа на Советот на општина Карпош. Господинот Владо Поповски, носител на советничката листа на Советот на градот Скопје. Господја Ирена Мишева, актуелен преседател на Советот на град Скопје. И секако да ве поздравам вас, граѓаните на Тафталиџ 1, кои што дојдовте вечерва на овој наш мал митинг. Почитувани присутни, не е лесно да се даде отчет пред граѓаните. Не е лесно доколку не работите. Јас сум тука вечерва пред вас да ви дадам отчет за сработеното од 2009 до 2013 година. Да ви дадам отчет, бидејќи во 2009 вие ми ја дадовте довербата да станам градоначалник на главниот град. Да станам градоначалник со програмата со која што тогаш настапивме. Работевме макотрпно. Јас, мојот тим и Советот на градот Скопје за реализација на таа програма. Реализиравме повеќе од 500 проекти кои што се значајни за градот Скопје. Не ги реализиравме сами. Имавме соработка и заедно со владата на Република Македонија. Бидејќи нашиот слоган беше заедно можеме повеќе. И покажавме дека заедно можеме да реализираме многу проекти. Го сменивме ликот на градот Скопје. Направивме проекти во скоро сите области од секојдневното живење на градот Скопје. Јас би сакал да напоменам само некои од проектите кои што ги направивме во општина Карпош. Бидејќи градевме во сите општини од градот Скопје, а некој сакаше да не убеди или да ги убеди граѓаните на општина Карпош дека општина Карпош е заборавена од градот Скопје. Јас, кој ќе ви ги прочитам овие проекти, а вие, впрочем, и секојдневно ги гледате тие што се реализирани, ќе видите дека општина Карпош нешто не е заборавена, туку мислам дека највеќе е инвестирано во општина Карпош. Почнаме со булеварот Илинден. Булевар кој што е многу значен за функционирањето на градот Скопје, кој што се уште се гради. Продолживме со булеварот Теодоси Гологанов во делот на општина Карпош и во делот на општина Центар. Ја реконструиравме целосно улицата Козле, прва и втора фаза, така да тука проблемот кој што го имаа граѓаните, бидејќи таа не беше реконструирана 40 години, веќе го немаат. Возат по нова улица, со нови тротоари, со сменет водовод, со ново улично осветлување. И не заправме тука. Го направивме и булеварот Манапо, кој што помогна да се направи најголемата инвестиција во општина Карпош, тоа е Сити Мол. Дојда инвеститорите и побара од мене, од градот Скопје, улицата Манапо да биде булевар. Им го ветивме и го направивме тоа, заради тоа што тие се инвеститори, тие градат, тие вработуваат луѓе, а секако највеќе од општина Карпош. И не заправме тука. До Теодоси Гологанов. Значи го направивме најголемиот парк после градскиот парк. Во површина од 40.000 метри квадратни, тоа е паркот Македонија, во кој што ќе биде навистина пријатен за шетање и за уживање на жителите на општина Карпош со сите пропратни елементи во него. Го направивме и паркингот пред Зоолошка градина. Тоа е во општина Карпош. Само сетете се како беше тој паркинг. Само сетете се колку мали куќарки имаше таму. Колку дрвја, колку трева, колку неуредено земјиште. За да сега тоа биде најдобро уредениот паркинг во градот Скопје, паркинг кој што веќе го имаме на нашите разгледници и на нашите билборди. Ете така се сака Карпош. Се сака со дела. Дела кои што значат подобар живот за општина Карпош. Така докажавме дека Карпош навистина има големо внимание од страната на градот Скопје. Исто така го направивме и генерален урбанистички план. 3 милиони евра потрошивме. При тоа, сите оние сообраќајници кои што се во делот на општина Карпош, беше разговарано со граѓаните, беше разговарано со сите тие кои што се заинтересирани за да може тие булевари кои што не се реализирани, да се реализираат, а при тоа да имаат најголем, да немаат проблеми граѓаните кои што имаат земјиште околу нив. И што е многу важно, ја решивме комуналната хигиена во градот Скопје. Набавивме 60 нови камиони, 60.000 канти поделивме во градот Скопје, од кој што добар дел и во општина Карпош. При ова би сакал да му се заблагодарам на
заменик председателот на владата и министерот за финансии господин Ставревски, кој што ни овозможи со кредит од Светската банка да ги набавиме камионите и да ги набавиме кантите. Ете така се работи заеднички за градот Скопје. Така се реализираат проекти која сакаме и кога имаме соработка меѓу нас. Исто така би сакал да ви кажам дека за сите овие проекти кои што ги завршиме во изминативе 4 години, од страната на градот Скопје направивме отчет. Отчет кој што практично зборува кај се потрошени вашите пари, кај ние сме работеле, што се сме завршиле во сите области, и во образование, и во култура, и во спортот, и во инфраструктура. Ова е тоа според кое што сакавме да дадеме отчет. 4 години работеме за да станеме пред вас и да го покажеме овој отчет. Да сето она што го гледате, веќе тука е документирано. Сето ова е направено благодарение дополнително и со поддршката на Советот на градот Скопје, на советниците кои што даваа безрезервна поддршка со своите одлуки за реализација на овие проекти. И затоа, почитувани присутни, бараме за следниот мандат да ни дадете поддршка, покрај за градоначалник да ни дадете поддршка и за Советот на градот Скопје. Вечерва сме тука да ја побараме довербата уште еднаш од вас, врз основа на тоа што сме го сработиле и врз основа на тоа што го нудиме за следниот мандат. Ова е програмата за кандидат за градоначалник на град Скопје 2013-2017. Тука има проекти за функционирање на градот Скопје во следните 4 години, а секако и проекти кои што се однесуваат на општина Карпош. Ќе наведам некои од нив. Подобрување на водоснабдувањето на населеното место Нерези во високата зона. Со тоа ќе се реши долгогодишниот проблем на населението од овој дел на градот Скопје и на општина Карпош. Продолжување на булеварот Теодоси Гологанов од 8 септември па се до студентскиот дом Гоце Делчев. И со тоа да се реши целосно о Теодоси Гологанов со булеварско решение. Исто како што направивме со паркот Македонија, ќе го продолжиме тој парк и во ова и со продолжението на булеварот. Така да ќе направиме уште еден парк со околу 30.000 метри квадратни парковско зеленило, уредено со сите елементи кои што се му се потребни на паркот. Ќе продолжиме и понатака заедно со Јагнула Куновска, заедно со вашиот кандидат за градоначалник на општина Карпош. Заедно ќе ги решаваме овие проблеми. Заради тоа што Јагнула знае што му треба на општина Карпош, знае да соработува, покажа во оваа кампања дека го сака Карпош, сака да стигне до најситното место во Карпош, сака да го праша секој граѓани на Карпош што е она што е потребно за општина Карпош, сака да ги слушне проблемите на граѓаните на Карпош, а не само да ги слушне. Тоа е практично и обрска. Ако со некој го разговарате, ако го прашате што е проблемот, вие кои ќе дојдете на функција, имате обрска да тоа го решите, заради тоа што утре ќе ве потсети дека разговаравте со него и му ветивте дека ќе го решите тоа. Заради тоа што мандатот многу брзо завршува. Изминативе 4 години многу брзо помина. Така ќе поминат и овие следни 4 години. И јас и Јагнула Куновска поново треба да станеме пред вас и да бараме уште еднаш доверба, али претходно да ви дадеме отчет за тоа што сме го ветиле и за тоа што сме го сработиле. Затоа, почитувани присутни, ве поканувам на 24 март масовно да излезете, да дадете доверба на господјата Јагнула Куновска за градоначалник на општина Карпош. За заедно со Јагнула Куновска направиме сите овие проекти во општина Карпош. Да ја дадете довербата за Сашо Лазаревски, под број 4, за носителот на советничка листа на Советот на општина Карпош, за да може да соработува со Јагнула, а и ние да соработуваме и со Советот и со Јагнула Куновска. Да ја дадете довербата за носителот на советничка листа на градот Скопје, за господинот Владо Поповски, за да сите овие проекти кои што ги кажав, да можат да бидат реализирани. И не само да бидат реализирани. Бидејќи Советот на градот Скопје е еден мал парламент, 45 советници, парламентот има 120, без малку пола од парламентарците на Република Македонија. Таму се крои и днината на градот Скопје. Не се разговара само за оваа програма. Таму има нови идеи, нови сугестии и од советниците, и од граѓаните кои што доаѓаат до советниците. Стие се моторната стага на градот Скопје. Затоа е важно
кој ќе гласате за Коце Трајановски, да гласате и за Владо Поповски, за носителот на советничка листа. Да живее Тавталиџе, да живее Карпош, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН, да сте живи и здрави. Благодарам. Овие избори се референдум за тоа во каква општина сакаме да живееме. Во место каде проблемите не се решаваат и се препушта тие стихијно да се наталожуваат, или во општина каде секој потенцијал, секој атом од силата се користи да се направи што е можно повеќе за подобар живот на граѓаните. За такви дела потребни се способни луѓе. Ја повикувам на сцената да се приклучи жената која секогаш стои зад кажаниот збор, која секогаш е отворена за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Жена со визија, почит и огромна љубов за својата општина. Жена со неуморен дух и честност. Жена која гради и ќе гради дела. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Повелете на сцената. Добро вечер, Тавталиџе 1. Добро вечер, граѓани на Тавталиџе 1. Како кандидат за градоначалник, последниот месец-два имам поминато повеќе делови од општината Карпош во средба со граѓаните, представувајќи се лично и мојата програма. Но изборната кампања веќе е при крај. Можам да кажам, да се пофалам, дека во оваа изборна кампања не бевме сами. Секогаш со нас, во сите мини митинзи, во сите наши, во одделни делови на општината одржани, беше присутен, како и вечерва, вице-премиерот на владата на Република Македонија, министерот за финансии, господинот Зоран Ставревски. Со нас двоеше од неговото пребукирано време, исто така и сегашниот и идниот градоначалник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски. Се трудеше да биде секогаш со нас, за да ни каже дека одделни проекти кои што се предвидени во неговата програма за градот Скопје се однесуваат и за општина Карпош и дека ние во соработка утре, јас како градоначалник на општина Карпош, тој како градоначалник на градот Скопје, заедно ќе ги реализираме за општо добро на сите општини во Скопје, за градот Скопје. Почитувани граѓани на Тавталиџе 1, вечерва, каде што стоиме тука, јас и вие, ова е моје место, исто колку и ваше. Јас, моите најубави години од младоста моја, а потоа и како зрел човек, оформен човек, ги поминав токму тука, на Букурешка 69, тука ми порасна и моето дете. Јас ова населба ја познавам, уште кога почнаа првите штици на чешките бараки да се коват, кога не постоеја овие румунски згради, кога ова место беше покриено со шлунак, песок, како знак дека тука се изливала некогаш реката Вардар. Ја го пратев развојот на населбата и денеска се радувам што оваа населба личи на мало градче со пород од 3-4 генерации, што мене ме радува, а тоа значи живот на овај дел од нашата општина, на овај дел од Тавталиџе 1. Сакам да ви кажам дека секогаш се радував што бараките малку по малку се надградуваја, доградуваја или се рушеа за да се прават семејни куќи.
каде што растат неколкуте генерации од 1964 година, кога почнаа да се градат овие чешки бараки. Се радувам што јас бев секогаш со вас, со вашите проблеми, со вашите радости, затоа што заинтересирана сум за овај дел од Карпошијата, за Тафталиџе 1, бидејќи на Париска број 3 се гради мојата семејна куќа, во која што, значи, секогаш ќе останам со граѓаните на Тафталиџе 1. Почитувани граѓани на Тафталиџе 1, во мојата програма за иден економски развој на Карпош, која што ја промовирам сите овие денови, недели, месеци, имаме предвидено проекти кои што се општо добро за целата општина. Ќе кажам глобално дека се однесуваат за отварање нови работни места, за кое нешто се заинтересирани сите граѓани на општината Карпош, без оглед во која населба живеат. Па тоа значи дека и граѓаните на Тафталиџе 1 се заинтересирани за општиот развој, општиот економски и сеопшт развој на општината Карпош. Посебно сакам да нагласам дека општината е веќе урбанизирана. Во неа тоа што се изградило се заокружило, но има работи кои што тековно се јавуваат и ќе се јавуваат и така тековно ќе мора да се решаваат. Од моје искуство знам дека фекалната, односно канализационата мрежа, дека е во лоша состојба од причини што се надраснала самата себе. Градена е пред 50 години, кога капацитетот беше, за да речиме, 50, 60 или 100 бараки чешки, а потоа израснаја овие румунските тука згради, израснаја наоколу руските згради, израснаја многу други куќи, фекалната канализација или дотрајана, или стана тесна, за да може да го прими товарот. Затоа, ние во програмата, локалната програма за Тафталиџе 1, имаме проект предвидено заедно со градоначалникот на градот Скопје. Тој е проект на градот Скопје, а тоа значи замена на канализационата мрежа на Партизанска према Московска, потегот према Московска улица од ФИ 300 мм на ФИ 500. Ние ќе му се заблагодариме за тој дар што нас градот Скопје ќе ни го даде во ова наша населба и ќе се потрудиме со парите од буџетот да продолжиме да го менуваме тесното грло на канализационата мрежа, малку по малку, со парите од буџетот, како што реков, и други пари кои што ќе се обидеме да ги обезбедиме. Гледајќи го Тафталиџе 1, знам тука, одма позади румунските, на потегот од руските згради, према улицата сама Букурешка, имаше простор кој што овозможуваше да се предложи и да се изгради еден убав парк и игралишта за децата со соодветни реквизити. За жал, денеска гледам дека иако јас во мојата програма пред месеци тоа го предвидов, гледам дека тоа место прашање дали ќе може да се реализира према проектот како што јас замислував, а како ваша потреба, затоа што секогаш во разговор тука со граѓаните од румунските кули, исто така со граѓаните одма од Букурешка истакнуваја дека тој простор им е потребен за игра, за одмор, но денеска колку што знам и вие знаете, тој простор е блокиран. Сакам да кажам, во колку може ќе се реализира тој проект од средствата на општината, а во колку не може, тоа веќе е работа која што е завршена. За младите во оваа општина предвидуваме реконструкција на средното училиште Здравко Цветковски. За тоа пари се обезбедени од Банката за развој при Советот на Европа и од владата на Република Македонија. Обезбедени се 5,6 милиони денари. Рок за изградба е 2014-2016 година. Исто така,
за спортскиот, физичкиот и духовниот развој на младите. Предвидена е реконструкција на спортската сала во училиштето Јан Амос Коменски. Рок на изградба е 2013-2016 година. Парите ќе бидат обезбедени од богатиот буџет на општината Карпош. Исто така, во гимназијата Ѓорги Димитров предвидено е изградба на нова училишна спортска сала. Таа рок за изградба е 2014-2016 година, а тој проект ќе се реализира во соработка со градот Скопје. Значи градот Скопје нас ќе ни помогне во проектите кои што ги предвидува, како што е изградба на оваа спортска сала во гимназијата и се друго што ние ако соработуваме како градоначалници ќе може да издействуваме, односно во таа соработка да го реализираме за граѓаните. Почитувани граѓани на Тафталиџе 1, во Тафталиџе 2 спаѓа студентскиот дом Гоце Делчев, но јас сакам да се пофалам дека предвидена е темелна реконструкција на тој студентски дом и модернизација на домот. Средствата ќе бидат обезбедени во соработка со владата на Република Македонија, а проектот ќе кошта околу 200 милиони денари. Ова го потенцирам. Иако овај не е проект за Тафталиџе 1, од причина што сакам да кажам, оваа програма која што има 117 предвидени проекти, од нив преку капитални преку 50 проекти. Дел ќе бидат реализирани од буџетот на општината Карпош, дел во соработка со градот Скопје и со градоначалникот Коце Трајановски, а останатите во соработка со владата на Република Македонија, која што секогаш ќе ни стои на помош за да може овај дел, односно Карпош, да никне во една идна економска заедница во која што ќе живеат среќни млади луѓе, во која што ќе живеат среќни семејства. Сакам да ви кажам, почитувани граѓани на Тафталиџе 1, дека многу работи ме радуваат што се случуваат во нашиот дел од општината. Но има работи за кои што вие сте разжалостени, а исто така и јас, а за жал работи кои што не ќе можеме да ги коригираме. Во ова општина минатите 10 години имавте два градоначалници, двајца мажи, кои што сега се кандидираат одново да бидат градоначалници, заедно со мене една стамена жена, која што се нуди да ја изберете за градоначалник, затоа што со мене ќе процвета Карпош, затоа што јас сум заинтересирана Карпош да прерасне меѓу најдобрите општини во Скопје да биде, да го фати патот на напредокот по кој што одамна врви градот Скопје и другите општини во Скопје. Мојата максима при цела ова предизборна кампања е Карпош да го вратиме на карпошани, Карпош да го вратиме на градот Скопје, Карпош да се одгради од невидливата ограда во која што западнал овие 10 години благодарење на двата претходни, односно едниот од нив сегашен, а двата кандидати за идни градоначалници. Карпош е претворен во една енклава. Од последниот градоначалник Карпош е претворен во пашалук. Вие сте сведоци за тоа. Тој низ оваа општина шета како по своја економска бизнис губернија. Вие знаете што со зградите тука, кулите кои го заокружија Тафталиџе 1 и Тафталиџе 2. Во деталниот урбанистички план беше предвидено и презентирано пред вас. И ако се буневте и не сакавте тие кули да бидат високи 16 метра, кога беше прифатен деталниот урбанистички план од 16 метра, тие пораснаа уште 16, 32. И ова што се направија е малку. Има одобрење за уште неколку кули кои што ќе се градат во потекот према Алумина. Почитувани сограѓани,
Јас знам дека вие праќавте петиции и баравте измени, но вашиот сегашен градоначалник е заинтересиран за бизнис сделки. Тој кој знае колку добива од сето тоа што се гради. Од сето тоа што и понатаму ќе се гради. Затоа што тој низ Карпов шета како приватен предприемач или како соработник на предприемачот. Знаете вие, знаеме ние, дека секоја фасада која што ја обновува во градот, секоја во општината, секоја надградба која што прави, е незаситен во имотните барања. Прво бараше по еден стан, па по два, а денеска велат по цел спрат добива. Епа, дали вие се сложувате и натаму во иднина? Еден од двајцата нив да ве води. Едниот мрзоволен, кој што ништо не направи за ова општина, а другиот, кој што вас, граѓаните на Карпош, ве направи своји починети да манипулира со вас и економски да заживее толку да е меѓу најбогатите не само во Карпош, туку во Македонија. Почитувани сограѓани на Тафталиџе 1, јас по однос на кулите не можам ништо да направам сега, затоа што одобрението е дадено. Но ви ветувам дека во иднина не само Тафталиџе 1, туку цел Карпош ќе го штитам во поглед на празниот простор, тоа да биде паркови и зеленило. Овај простор што тука јас го предвидував за парк, вие го предвидувавте и мене ми го рековте тоа. Денеска, ако не се лажам, заграден е со тенекиња, но ќе сега не видов и таму ќе се гради некоја зграда против вашата волја. Зошто дозволивте? Зошто дозволивте еден манипулант, еден диктатор на ова општина да ви го зароби местото кое што го имавте единствено тука за да може да се изгради градинка за вашите деца? Верувајте, во колку јас бидам градоначалник на ова општина, јас секогаш ќе се поведувам према вашите потреби, вашите проблеми, секогаш во согласност со вас ќе ги решавам истите работи. Градоначалник на една општина е да ги решава потребите и проблемите на граѓаните, а не лично да се богати и да манипулира со нив. Затоа, почитувани сограѓани, еве го 24 во недела се ближи. Јас ве повикувам да излезете, масовно да излезете, да гласате за мене како градоначалник на општина Карпош, да гласате за мојата советничка листа предводена од Сашо Лазаревски, да гласате за градоначалник на градот Скопје, за господинот Коце Трајановски, да гласате за неговата советничка листа за градот Скопје, предводена од господинот Владо Поповски. Гласајте така во колку сакате. Овие мојата програма, моите проекти и заедничките проекти со господинот Коце Трајановски како градоначалник на Скопје да можеме да ги реализираме. Се разбира за подобар живот, за среќа и радост наша и на нашите поколенија во оваа општина. Ви благодарам. Последен кој ќе ни се обрати вечерва е човекот од кој секојдневно добиваме огромна поддршка. Заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош. Човекот кој ни покажува како се работи со дела, господин Зоран Ставрески. Министре, повелете. Овие кучињава до пред малку што ги слушавме изгледа се дел од проектите на Стефче или пак Андреј му ги оставил во наследство, како што беше кажано. Добро вечер, Тафталиџе 1, добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМНЕ.
Почитувани, кога стоев тука, го гледам пултов и ова плакатава што ни е наша и слоганот изборен, избери дела, и си велам го гледам Коце, изборува Коце за 10-15 крупни проекти за Скопје и за 15 во иднина што ќе ги реализира и си велам, замислете го Бранко Црвенковски, како би му личило ова избери дела, не можеш ни да го замислиш, така? Едноставно, само празни зборови 20 години за разлика од нашите градоначалници, нашите политичари од ВМРО ДПМН кои зборуваат за дела. Тоа е она што не краси нас. Делата се разликата меѓу нас и нив. И затоа тие не сакаат да зборуваат за дела. Ако го погледнете она што Стефче Јакимовски го ставил во својата програма, напишал таму дека добил награда, замислете за сите проекти што ги остварил и за остварувањето во општина Карпош, како врвно остварување му е добил плаката од комората и тоа замислете која од Ниш. Значи комората од Ниш оценила дека тоа што Стефче го направил во својот мандат во 4 години за Карпош е извонредно дело. Ако зборуваме за Стефче, можеме да кажеме многу работи, а многу работи тој Андреј меѓу себе си ги кажа, па едниот рече, другиот бил предавник, овој кукавица си, па Андреј му вели ти си отпараш на батерии, па Стефче му враќа ти си отпараш на акумулатори, пошто 2 недели подолго издржа. И така си поделија многу комплименти меѓусебни и двајцата се објаснуваа кој попрв избегал од општината. Едниот кога имал можност преминал на министерско место, другиот кога имал можност на пратеничко место и двајцата еден со друг кажаа дека всушност општината само ја искористиле како средство за да дојдат до некои други цели. Почитувани, тоа зборува и за луѓето, и за карактерот, и за многу други работи. И начинот како Стефче излезе на овие избори во последен момент со бркања по кафани, по потписи земање, печати земање, не е најасен и не покажува стабилност на кандидатот како иден кандидат за градоначалник на општината и како досегашен градоначалник. Од друга страна, па како го погледнем Андреј, тој уште помалку дава некој впечаток за стабилност или за тоа што сака да направи во општината. Човекот што до пред 2 недели тврдеше дека нема да излезат на избори, дека бойкотираат, дека отпори ќе прават, битки, борби, партизани, германци, што све не ги изнакажаа по улициве. Сврте за 180 степени, бетонот се растопи одеднаш и сега тој продава приказна на граѓаните на Карпош, колку бил загрижен за вас граѓаните на Карпош. Па ќе направил ова, па ќе направил тоа. Кутриот, пошто нема ни идеи што да направи, прво препиша 3/4 од програмата на Јагнула и потоа кај оди по населбиве му пуштаат SMS-и на телефонот, гледа што е проблемот и кажу, а овде ќе направам тоа и тоа. Таква му е програмата, значи колку што посветил внимание на нега, така изгледа програмата. Па на крајот почна и со навреди кон нашиот кандидат Јагнула Куновска. Првото што и се нафрли е дека била жена, па била повозрастна, па немала енергија. Па ја слушнавте вечер во Јагнула, може во Заби да го крене Андреј да го носи низ цела општина Карпош и да го врати на почетното место. Толку има енергија во неа. Нека не си игра играчки да му порачаме, да си се спреми за еден тежок пораз овде во Тафталиџе и во цел Карпош. ВМРО ДПМН доаѓа во Карпош. Сакаме и Карпош да изгледа како што изгледа Скопје и како што изгледаат другите општини каде што има наши градоначалници. И почитувани, размислете каква е разликата. Ние не зборуваме на памет и не зборуваме ќе биде ова или ќе направиме она. Ние прво што зборуваме што сме направиле. Вие може многу добро да видите каков е стилот на работа и на СДСМ и на неговите политичари, а и кај нас да видите. Па така, каков кандидат за градоначалник или каков градоначалник Стефче или Андреј би биле, исто како што е Бранко. Бранко лаже, Стефче лаже, Андреј лаже. Бранко не работи, Стефче не работи, Андреј не работи. Од друга страна исто имате можност да видите. Никола Груевски работи проекти дела, Коце Трајановски работи проекти дела, така и Јагнула Куновска ќе работи проекти и дела за Карпош. Тоа е стилот на работа.
И затоа Јагнула си ја фати работата како што треба. Не од пред 2 дена, од пред 5 дена како Андреј. Си излезе на терен меѓу вас, граѓаните, по населбава, по другите населби, по зградите, по куќите и праша што се вашите проблеми, што е она што ве мачи, што треба да направиме. И на тој начин ја состави програмата за општина Карпош. Меѓутоа не беше задоволна. Јагнула е многу амбициозна како човек, како жена, како професионалец. Дојде кај Коце Трајановски после тоа и побара од Коце прво да приклучат дополнителни проекти што градот Скопје со поголем буџет, со повеќе финансиски средства ќе може да ги направи во Карпош. И на крајот Сосе Коце и Јагнула, двајцата кај мене, побараа дополнително пари преку проекти што владата може да ги реализира во Карпош. И тоа е начинот како се направи нашата програма и програмата на кандидатот Јагнула Куновска за Карпош. И затоа вие можете да слушнете и од неа, а и од Коце Трајановски. Зборуваа за многу проекти кои што ќе го променат битно изгледот на Карпош, кои што значат капитални проекти, кои што не се она што Стефче го прави бекатон, плочки и садење љубичици. И не се 2 ручеци да им даеш на пензионерите. И не се изградба на некој тротоарчиња овде и онде. Коце правеше авени и булевари, отвори нови патишта. Направи крупни проекти што остануваат во следните 100 години и што значат подобар живот за граѓаните на Скопје. За такви проекти ние зборуваме за Карпош. И немојте Карпош да се задоволува со просек. Карпош не треба да се задоволува со просек. Стефче е просечен градоначалник, можеби во нивни рамки. За СДСМ можеби е меѓу подобрите. Но Стефче е сосема просечен и ова што го остави на Карпош е ништо во споредба со она што нашите градоначалници го оставија и во градот Скопје, и во аеродром, и во центар, и во другите градови широм Република Македонија. Затоа, почитувани, немојте да размислувате на начин кој што ќе биде, ќе ви дадам една уличка, ќе отворам едно мало уличе тука или ќе направам нешто помало уште на другата страна. Затоа што човек што претходно 4 години ништо не направил, како што е Стефче за општината, сега излегува со 16 проекти само за Тафталиџе 1. Па може ли некој да верува на ова? Ако си сега напишал 16 проекти дека ќе направиш во следните 4 години, ами што си правил во овие 4 години? Каде ги напишал, ги поредил сите улици, од прва до последна. Асфалтирање на улици, Прашка, Париска, Виенска, Мексичка, Хаванска, Новелова, Ташкенска, Хелсинки и уште некој град сигурно има по светот што не е ставен. Реконструкција на тротоари на улици, Прашка, Виенска, Мексичка, Хаванска, Новелова, Ташкенска, Хелсинки. Реконструкција на улично осветлување, Прашка, Виенска, Мексичка и да не продолжам. Па не е ли срамота се што постои да го напишеш дека ќе го реализираш во 4 години, ама наредните 4 години? Бе, добро, Стефче, што си работел во овие 4 години, барем 2 од овие 10 улици да реконструираше, или да направиш улично осветлување да не биде вака мрак, кај да отидеме што вели Јагнула, ќе скршиш нозе по населбава, кој да си во некоја авлија од минатиот век. Така да, почитувани, така не се прави програма, ова е несериозна работа, ова само покажува колку не направил градоначалникот во последните 4 години. Ако ги наредиш премногу проекти, ако наредиш се и се што постои во општината и што си чул дека треба да се реализира, тогаш значи дека претходно, а си бил досегашен градоначалник, значи дека претходно ништо не си направил. Од друга страна пак Андреј, со оглед на тоа дека доцна излезе со програмата, главниот проект му е хортикултурно уредување во Тафталиџе 1 и толку. Ништо повеќе од тоа. Јас ви порачувам уште еднаш, погледнете убаво нашата програма, погледнете ги нивните програми. Погледнете го нашиот кандидат, стабилна, стамена жена со богата професионална кариера, без темна дамка. Жена што има енергија во себе, жена што знае да твори. Јагнула не е само познат професионалец како адвокат, како правник, туку е позната во уметничките творби, во пишување книги, во многу други области, што покажува само каква комплексна и богата личност е. Што може да каже некој за Андреј Петров? Што ќе кажете? Седнал во пратеничката клупа и од време на време по нешто ќе каже, без никој ништо да запамти што кажал, а камоли што направил во животот. Човек што ништо не направил, му верува ли некој дека нешто ќе направи во следните 4 години? Затоа немој ја мислете многу. Ќе дојде 24-ти. Тафталиџе треба многу помасовно да излезе. И затоа ве замолувам, кога ќе заминете од овој митинг, разговарајте со сите ваши комши и пријатели, роднини, со сите оние со кои што можете да разговарате, објаснете им ги овие работи
и верувам дека ќе знаете да ја направите разликата. Нема да гласате на база на тоа што Стефче ветува или Андреј ветува, ниту Јагнула што ветува. Не гласајте на база на нивните зборови. Гласајте само врз основа на дела. Што направиле кога имале шанса да направат? Што направил ВМРО ДПМН? Што направил Коце Трајановски? Колку проекти сме реализирале? Колку проекти се да сам реализирал во оваа држава? Кој се бори за градот Скопје и кој го направи Скопје европска метропола? А кој велеше не може ова, не може тоа? Протести за ова, протести за тоа, блокада за ова, блокада за тоа. За кого останаа булеварите што Коце ги направи? Дома ли ги однесовме Линденска, Партизанска, Митрополи Теодоси Голованов, Манапов? Не, останаа за вас граѓаните на Карпош и граѓаните на Скопје. Тоа се дела што остануваат и затоа не можат тие да се помират со нас. Затоа не можат да се борат против нас. Затоа нека се чудат уште години и години ке губат. Зошто губат? Губат затоа што ние работиме 24 часа и работиме крупни дела за граѓаните. Не е затоа што излегуваме пред граѓаните и ветуваме. Пред граѓаните да излезеше голема доблест, да ги погледнеш во очи. Треба да имаш што си сработил за да погледнеш некого во очи. Зашто срамот е најголем да излезеш да погледнеш во очи, а ништо да не си сработил. Затоа Коце, кај да се појави луѓето му стегаат рака и му велат браво Коце, тоа што ти го направи 20 години не беше направено во Скопје. Затоа и премиерот Никола Груевски се уште ја ужива најголемата доверба во државата, затоа што работиме, работиме и работиме. И така ќе работиме и за Карпош. Дајте ја вашата доверба на 24 март за Јагнува Куновска, иден градоначалник на Карпош, и за нашата советничка листа предводена од Сашо Лазаревски. Но дајте и довербата за Коце Трајановски за следните 4 години, уште многу проекти да реализира во Скопје и за советничката листа предводена од професорот Владо Поповски. Да сте здрави и живи, да има здравие во семејствата, да оди напред Тафталиџе, да оди напред Карпош, Скопје и да ни е вечна Република Македонија и ВМРО ДПМНЕ. Često domaćinski,